21 септември, официјалниот ден на започнување на гроздоберот. Од еден сосема обичен ден, прерасна во долго очекуван датум на кој главен печат има забавата и славењето на виното. Зацкриена зад своите винови насади, во еден сосема поинаков поглед на Скопје, винаријата Камник во својот замок направи боговско славење на виното. Како богот Дионис да беше на земјата, а присутните негови верни поданици. Забава која трае 12 часа, а се зборуваат цела година. Јубиларно беше пред 2 години, 5 години кога славевме од винаријата. Винаријата е отворена од 2004, така што секоја година го прославуваме, ја прославуваме бербата. Имам слушнато од многу луѓе дека постојат 3 журки во градов на кои добро си поминуваат. Оваа е една од нив. Доаѓаат се порано, иако прославата почнува од 3 часот, доаѓаат од околу 2 часот и прославата трае до преку 2 часот, утрински часови. Организаторите се свесни за квалитетот на забавата и виното кое го нудат. Уште само една кратка, но јасна потврда од присутните, доколку тие би требало да дадат дефиниција за ова случување. Таа би изгледала вака. Јас секогаш сум говорел само едно. Во Скопје и во Македонија има 2 убави журки. Значи два убави ивента. Двата убави ивента се едниот се во Камник, другиот се моја маленкост кај мене на Свети Трифун на Водно горе. Нешто невообичаено за Македонија и за Скопје. И ете, баш ми е драго што присуствувам на една журка која се разликува од оние вообичаените. Убаво, прекрасно, весело, вински. Јас прв пат доаѓам, не сум била до сега. Интересно е, убаво, атрактивно. И многу сум горда што има вакви приредби. Оти сме земјата на виното, на грозието, на убавините. И од таа пригода, мислам дека се повеќе треба да има вакви забави. Многу убаво и многу светски. Као што треба да биде. Види, не ми е прв пат. Така да, секојаш си има своја драж. Претходната година беше многу побава, пошто имаше утакмица, кошарка, бевме сите раздрагани, навивавме, беше супер. Оваа година си има своја убавина. Рај на душата. Ова е правата слика на Македонија. До година ќе донесеме на 12-13 брачни пара пријатели мои, што им кажем за ова да го искусат ова лично себе и да видат што е Македонија. Заедничкиот заклучок дека ова е светски. Последната изјава отвора едно друго прашање, кое детално ќе го разгледаме веќе утре. Македонија докажува дека има капацитет за развој на вински туризам. Дали ова е увертира на нешто што ќе носи туристи кои ќе доаѓаат само за врвниот вкус на виното и за носната убавина на македонките? Тротоар Њуз со одговорите, веќе во утрешното издание. In vino veritas. На здравје!